Добро вечер и срдечно добре дојде на третиот настан од јубилејната прослава по повод 70 години од постоење на Средното училиште на град Скопје, нашата гимназија Орце Николов. Нашето училиште низ годините не израсна само генерации на ученици, туку создаде енергија, спомени, љубопитност и пријателства кои што ќе траат низ цел живот. Ние сме училиште каде што инспирацијата оживува, а еднината се создава. Вечерава ви подготвивме музичка и духовита програма под наслов Звуците на Македонија во пролетна хармонија. Настан што ги спојува звукот, стилот, шегата и карактерот на Орце. Ќе имаме чест да уживаме во настапите на нашиот училишен оркестар, кој повторно ќе ве воодушеви со својата музичка зрелост, а помеѓу нив ќе ги поделиме и специјалните признанија за ученици што оставиле впечат врз секојдневието на нашето училиште. Овие номинации не се од типот најдобар ученик или најдобар спортски резултат. Тука зборуваме за личност, харизма и автентичен орцашки дух. И со тоа ја отвораме вечерта со првиот музички дел. Уживајте во магијата на оркестарот и солистите на Орце Николов. Вечерта ќе отвориме со една од најубавите македонски песни во изведба на Неда Димкова, но прво ќе ве замолам за минута молка. Слава им.
Се надеваме дека музиката ви ја раздвижи душата. А сега доаѓа првиот дел на номинациите. Почнуваме со категоријата за оние што буквално ја креираат модната сцена во училишните годници. Првата категорија за наградите е категоријата најш език, оној кој што има најдобар стил на облекување. Тоа е стил кој што нема потреба од зборови. За нив првата смена не е проблем. Секогаш се прекрасно облечени и средани. Победници на оваа категорија се Ема Алагјозовска од прва година, Калина Милевска од втора година, Леона Шикарова од трета година, и најдобро облеченото дуо од четврта година се Мина Италија. Не ни пратија слики. Сега на сцена ги поканувам победниците на оваа категорија да ги подигнат наградите. Браво, девојки, гледаме дека женските доминираат во оваа категорија. Ви благодариме. Следната категорија е те го има, те го нема. Мислам дека е прилично јасно, учениците се најмногу изостаноци. Учениците што имаат мистичен талент да присуствуваат само кога некој ќе ги спомне, а некој ни тогаш не учествуваат. Победници се од прва година Ведран Боровски, од втора година Моника Макаровска, трета година Драган Лебарик и четврта година Марко Антонија. Ако присуствува некој денеска тука, ќе го замолам да дојде да си ги подигне куфалниците. Ако да ве видат професорите малци, вас поседете поише на сцена, не е проблем. Следната категорија ја доделуваме на учениците кои што ги викаме петкаши. Оние кои што се најпаметни. Што сакаш да прашаш, се знае. Победници на оваа категорија се Бисера Матовска од прва година, Виктор Куновски од втора година, Росана Гошева од трета година и Иво Тојтов од четврта година. Победниците ги покануваме на сцената. Еви, на твој настан награда зимаш. Да. Честитки, дечки. Чекайте да не се криете едни со други.
Следната номинација ни е ЈСП, најкасначи. Доаѓаат на час секој ден со различна реченица. Овие ученици на вистина имаат најголемата несреќа во Орце. Деки им доцне автобусот, деки им се заглави лифтот, деки ги фати гужва. Победници се Матеј Стојанов прво 8. Алесандар Гавриловски, втора година. Александр Писарев од трета година. И Бојана Кралевска од четврта. Јана, дали сакаш да кажеш нешто? Сакам да кажам нешто. Можеме да забележиме дека статистиката покажува дека најголемите касначи се од осмиците секогаш. Дечки е слободно на сцена да се ги подигнете. Браво, пофали се. Па кога си тоа аеродром не става. Да, таму се награди, Чекај, ти си? од втора година. Ти си тој што му праќа слики и такви? Не, не си ти. Другите не си ти. Доцнат. Можеме да продолжиме со вториот дел, така? Да. Да продолжиме со музика. Во следниот блок, покрај нашите солисти, Јана Даскаловска и Олег Ичокјаев, учениците на нашата гимназија, почестени сме и со гостувањето на нашиот алумни Даниел Дан Стојмановски. Уживајте.
вечер на сите. Би сакал само на кратко да ви се заблагодарам пред се за поканата. Навистина ми е чест што, верувале или не, после 20 години сум заедно повторно сорци со моите професори. Годинава поминаа 20 години од матурата. Орце секогаш важело за училиште со многу талентирани млади луѓе, така и вечерва. И навистина ми е чест што ќе имам можност да настапувам со овие млади, убави и талентирани луѓе. Уживајте. Кајчеве слаше Охридското езеро Наспроти нејзе рибари, стари другари стари другари Кротко веслајте кајчето Да не ми прајте бранови Душата да си одмора Ликни да кајче веслаше Охридското езеро Тивко си песна пеше Вија на платно белеше Ликни да кајче веслаше Охридското езеро Песна беше Вија на платно белеше Дајте ни малку подршка и пејте со нас. Ако ти прајме бранови Со весло ќе ги скротиме Со љубов ќе те гледаме Не сакам да ги скротите Не сакам да ме гледате Јас сакам мирно езеро Душата да си одморам Липни да кајче веслаше Охридското езеро Тивко си песна пеше Вија на платно белеше Ликни да кајче веслаше Охридското езеро Тихко си песна беше Вија на платно белеше Благодарам
многу. Сами нозеве ме носат во твоја улица. Стара љубов 23, моја последна станица. Уште стои та клупа кај што таксите остава. Таму љубовта за нас како свеќа на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лек за душа поемска. Уште ми фалиш ко таа песна стара, конец по конец срце што ми пара. Ти си лек за душа уште живееш во моите стихови и песни. Уште залудно секој Божи ден ме тресни. И ми фали твоја љубов, барем еден стих. Ма нека збори кој што сака не живеам. Фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лек за душа поемска. Уште ми фалиш ко таа песна стара, конец по конец срце што ми пара. Ти си лек за душа поемска.
мислам на те, сликата твоја ја гледам, уште си душо во мене, уште си најмила моја, дојди со снегови дени, пред прагот да почне да плени, врати се душо те мола, за тебе се уште горам, дојди со снегови дени, пред прагот да почне да плени, врати се душо те молам, за тебе се уште горам, врати се душо те молам, за тебе се уште горам. Насмеат, но и некој кој што веднаш ќе ги препознаете. Сигурен сум да си од почеток. Да продолжиме со следните категории. Има некој кој што ќе ве насмеат, но има и некој кој што ќе ги препознаете веднаш. Следната категорија е категоријата најсмешен. Ходниците без да ечи нивниот глас, невозможна мисија. Смеење до солзи, дури и на тестови. Победници на оваа категорија се Марин Црвенов од прва година, Лина Матеска од втора година, Теодора Милошевска од трета година и Јован Зографски од четврта година. На сцена ги поканувам победниците. Добра награда. Виц некој да каже, сака? Сакаш? Јован, ајде Јован. Ајде Јован, дојде виц, ајде виц. Јас се мислев да се спремам од дома и не и заборев. Кифа само се љути дека не зема он најсмешен. Идеме со следната категорија. Дрвен адвокат. Најправедните што се? Учениците кои што секогаш имаат одговор на секое прашање. Ефигенија ја барам конкретно. Не е нешто фер, не е нешто фер, они одма имаат спремено цел говор. Сакам да ги повикам на сцена Мила Јовчевска, Красна Карамфилова од втора година, Васија Мицковски и Ефигенија Насковска. Дечки, повелете на сцена. Не те очекувавте, стварно да ти гледа. Хвала. Стоиме тука. Мила Јовчевска. Честитки. Да. Васија честитки. Фала ви. Честитки. Браво. Честитки. Браво. Благодариме. Одиме на следната и последна категорија од овие номинации, која што гласи Лонче и Поклопче. Дуе кое функционира како Мујо и Хасо.
едно без друго не оди. Победниците на оваа категорија се Андреја Танасовски и Теодор Симјановски од прва година, Петар Бошку и Иван Трпковски од втора година, Владимир Митановски и Бодан Георгиевски од трета година и двајцата Мартиновци, Мартин Крстевски и Мартин Кировски од четврта година. Ги поканувам победниците на сцена. Честитки, дечки. Гледај колку награди. Ще ги дадем. Мајка сме ни слајди. Погледате тоа сте ви. Вие сте втора година. Прва година кај сте? Едниот фали повели. Вие сте втора година. Да знам. Повели. Честитки, момце. Дуо неизбежно сте сите. Директор. Ајде, честито, момце. Уште еден аплауз. Овие се дуо, па треба дупло. И пред да преминеме на последниот дел од вечерта, би сакале да дадеме едно признание и за победниците на спортските турнири кои што беа организирани во чест на јубилеот на гимназијата. По турнирот по фудбал би сакала да го повикам представникот на тимот на четврта година, кој што успеа да го победат финалето на надпреварот. По тимот од одбојка би сакала да ја поканам представничката од прва година, кој што успеа да го победат турнирот. И за крај по турнирот од кошарка би сакала да го поканам представникот од втора година кој што успеа да го победат турнирот. Другиот спортисти изгледа тренираат днес тука. Уште им трае сезона затоа. И дечки, со тоа се приближуваме кон крајот на вечерта. Би сакала да им се заблагодарам на сите орцаши кои што беа денеска тука и кои што не беа, бидејќи орца немаше да биде орца без вас. И за крајот, оваа вечер беше само уште еден доказ за тоа што значи орцашкиот дух. Талент, уникатност, хумор и хармонија. На сите номинирани честитки, на оркестарот еден длабок поклон, дечки, одлични сте. А на сите вас кои што сте собрани, тука сакам да ви се заблагодарам што бевте дел од оваа убава приказна. Да продолжиме да го градиме орца уште многу години, со иста љубов, посветеност и да не заборавиме да го задржиме овој сплотен дух. Од срце, од срце му посакуваме среќен 70-ти роден ден на нашето училиште Орце Николов. Но, пред да завршиме, сакам да ги поканам матурантите од четврта година Иво, Драгана и Ања да кажат неколку збори. Добро вечер од мене. Пред да заврши концертот, сакаме ние ученици од четврта година да се поздравиме со вас, бидејќи денес ова е нашиот последен концерт. За Орце немам ништо повеќе да кажам, освен тоа дека е љубов и
срце е местото каде што во прва година се влегува како дете, а во четврта година сите излегуваме како луѓе. Сиве овие 4 години за било кој настан, наша најголема поддршка беа професорите и затоа сум им многу благодарен и јас, а верувам и сите. Оркестарот оваа година е како никоја досега. Ги осеќам како моја втора фамилија. Богами многу проби имавме цело време. Кога сите одеа на кафе после училиште, ние останувавме да свириме. Кога доаѓаа сите во училиште, ние веќе бевме таму пошто сме имале проба. Исто така сакам да му се заблагодарам на шефот на нашиот оркестар, Марко Баловски. И покрај тоа што многу не караше и некогаш се плачевме од него, знаеме дека сето тоа беше со добра намера, бидејќи ако не беше неговата амбиција и неговиот авторитет, оркестарот немаше да биде тука. Многу ве сакам, веќе ми фалите и ве молам, викајте на пак кога ќе свирите да свириме некојаш со вас. За крај, би сакала да искажам голема или огромна благодарност кон професорите Милен Умовски и Сузана Кнокова. Професорот Миле, бидејќи го склопи овој оркестар, а на професорката Кнокова, бидејќи ги ангажираше и ги организираше пеачите. Исто така, во издив да им се заблагодарам на пеачите, кои дојдоа да бидат дел од овој настан. И срдечно се извинуваме на сите професори на кои им ги уништивме часовите додека трае нашите проби. Дечки, чест ми беше да свирам со вас. Се надам дека уживавте во концертот. Поклонете се, дечки, слободно. Очигледно на матурантите не им беше доста плачење. Дечки, ви благодариме многу и со ова ве поздравуваме. Имајте убава вечер. Добро вечер на сите. Уживајте.
Вако, дечки. Секој у нас има своја звезда, што го прати дуре жив. Кога свети јако човек има среќа, кога гасне судбина. Еј да имам кој што немам, па да купам белкон и да јавам денен океј и најаве и на сон. Еј да имам кој што немам, ќе ти купам кревет за да спиеш ти со мене. Илјада и една ноќ. Маестро Иво Тојто. Професорка Сузана Кнукова од надесна. Ајде еден аплауз за да дојде на сцена професорката Сузана Кнукова.